Гостин е лидерот на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мицкоски. Добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. Да почнеме од почетокот, како што ги почнавме вестите. Велите, уставни измени под бугарски диктат и под овие услови нема да има. Став што секој представник на вашата партија го повторува веќе наназад подолго време. Што очекувате да се случи на утрешната собраниска седница? Па не очекувам нешто спектакуларно. Уште при усвојувањето на дневниот ред, мнозинството, владата на СДСМ и ДУИ ќе види дека нема мнозинство, односно нема двотретинско мнозинство за да го бутка овој процес и очекувам дека нема да има понатаму дополнителна политичка гимнастика и дека потоа единствена легитимна тема во Македонија што се однесува до политичките теми ќе биде одржување на предвремени парламентарни избори. Ќе се обратат вашите пратеници, координаторот? Ќе има маички со надписи, како што често користите, иконографија, транспаренти, други реквизити? Не, нема да има такви работи. Ќе има утре обраќање, еден од пратениците на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ќе се обрати. Утре ќе има координација пред самиот почеток на седницата. Имавме веќе една подготвителна таква координација. Нашиот став е познат, повеќе од една година го кажуваме нашиот став. Жалиме што оваа влада на СДСМ и ДУИ беше затворена во едно едноумие, односно не успеа никако да комуницираат на начин на кој што треба да комуницираат со опозицијата. Тие овие повеќе од година дена не успеа, јасно и на јавноста дека тие не може да го испорачаат се тоа на кое што го прифатија пред повеќе од една година, не може да го испорачаат затоа што прифатија нешто што никој нормален не можеше да го прифати, само за да останат некој ден повеќе во нивните политички фотели. И предпоставувам сега по завршувањето на оваа седница ќе продолжат со тој свој глафинает и ќе продолжат и понатаму да ја оптеретуваат јавноста, наместо час поскоро да излеземе и да одиме на предвремени парламентарни избори. Ставот ваш е јасен, нема уставни измени, предвремени избори се итно потребни, меѓутоа Ковачевски денеска вели не знае што да прават ако нема уставни измени, веројатно дека би го туркале мандатот до крај. Знае ли ВМРО ДПМН што ќе прави ако победи на изборите за условото да е уставни измени, па втора меѓувладина седница? Видете, грешката е направена уште кога делот од меѓународната заедница влезе во договор со влада губитничка. Бидејќи мораме да се вратиме наназад сега, за да можеме да го диагностицираме проблемот, па потоа да го решаваме. Затоа што ние не можеме да се правиме отсутни од реалноста. Ако се вратиме наназад, ќе дојдеме до заклучок дека веднаш после двојниот пораст на локалните избори и во првиот и во вториот круг и после промената во водството во владата, дојде Димитар Ковачевски, истата таа меѓународна заедница која што вие споменувате влезе во договори и преговори со влада која што беше губитничка, односно беа губитници политички. Наместо да заминат, се сеќавате тогаш што на исчезнување на оној пратеник, па неможноста да се практично распушти оваа влада после оној дебакл двоен дебакл на локалните избори, тие влегува во континуирано договарање со нив и мислеа дека тоа што овие ќе им го ветат, ќе може да го испорачат. А тие беа во тој момент подготвени да ветат се, само за да останат ден повеќе таму каде што се, па дури да потпишат се, како што и направија. Потпишаа се, потпишаа и превземаа обврски од името на парламентот, без при тоа да водат сметка дека немаат мнозинство кое што е подготвено тоа све да го испорача. А нема такво мнозинство, бидејќи во тие преговори и договори не разговараа со најголемата политичка партија, тоа е ВМРО ДПМН. И од тука почнува проблемот. И тој проблем континуирано се развиваше се до моментот кога условно кажано оној документ кој што дојде во парламентот минатогодишниот јули, чинам беше некаде таму средината на јули, кога тие практично преку едноставно мнозинство во парламентот и дадоа насока на владата да прифати нешто кое што очигледно дека 2/3 во парламентот не го прифати. И тогаш сите ние знаевме дека овој процес дополнително се комплицира. Не ја послушаа најголемата политичка партија, нема 2/3 и потоа континуирано правеа репрограмирање и репроектирање на таа цел. И таа цел стана подвижна мета.
Ако се сеќавате лани велеа летото, отприлика ова време пред година дена, есента дека ќе се случат тие измени, па не есента крајот на годината, па не крајот на годината февруари месец, се сеќавате на вице. Сега дојдовме до крајот. И сега дојдовме ние до крајот. И тој процес тука ќе застане. Тој процес тука ќе застане. Ние треба да излеземе пред граѓаните и да кажеме слонот го донесува во просторијата. Тука. Добре. Проблемот е на маса. Како ќе го тргнете слонот од продавницата со стакло? Ние треба да излеземе пред граѓаните и да го понудиме тоа кое што ВМРО ДПМН целиот овој период и покрај тоа што не беше дел од проблемот, нудеше решение. И нашиот став од самиот почеток, па се до денеска, е континуиран. Апсолутно е континуиран и ние нудиме решение. Велиме, прв столб, втор столб, трет столб, тоа се условите за да ние можеме нешто однапред да го Малку се разгледаме. генерални тие столбови, ве прашувам, затоа што тоа што досега е направено не се брише, без оглед на вашиот став. Американската амбасадорка Агелер вели нова преговарачка рамка нема да има, ниту пак Унијата ќе донесе нови заклучоци. Ако се вратиме малку назад 10 години, НАТО ги повторуваше оние заклучоци дека ќе добиеме покана за членство кога ќе го решиме спорот со Грција. Каде вие ќе го најдете решението како идна влада на која се надевате дека ќе формирате? Јас тоа го зборував и овдека, мислам, во вестите на телевизија Сител, изборував за гаранции кои што ќе ги бараме од европските институции. Тоа се гаранции со кои што јасно и недвосмислено тие европски институции ќе го потврдат македонскиот многовековен идентитет, историја, култура, традиција, обичај и она што е најважно, македонскиот јазик. Каква гаранција? Што треба да ви достават? Па јасно, тоа што ние го бараме целиот овој период, а кое што, за жал, е дел од протоколот кој што го потпиша Бујар Османи, во кој што јасно имаме историски интервенционизам, односно идентитетски интервенционизам. Па ги слушам оние, би рекол, несмасни изјави дека уставните измени правеле јасна дистинкција помеѓу бугарскиот народ и македонскиот народ. Никогаш во бугарската политика и бугарските политичари немале проблем со современата дефиниција за македонски народ, која што според нив датира од 45-та година па наоно. Ние зборуваме за што е тоа што претходи на тоа. Затоа што гледате сега, во бугарскиот парламент присутна е декларација за Илинденското восстание, дека било бугарско-преображенско восстание. Сега правиме ли дистинкција или не правиме дистинкција? Ние сме навикнати на такви бугарски чекови, да секогаш чекор пред нас. Тоа ја одредува иднината на оваа Мислите, држава. тоа ќе се смени во иднина, еве и кога ќе дојдете на власт? И па ако не мислиме да се дека ако не сме загрижени дека ќе се смени, тогаш ајде да го тргнеме билатералниот договор од преговарачката рамка. Еве, им веруваме дека нема да има дополнителни ветоа понатаму, дека не е тоа пречка, дека можеме да им веруваме на нашите, еве, условно кажено, соседи и партнери идни во рамките на Европската унија, тогаш зошто е потребно да стои билатералниот договор во преговарачката рамка? Тогаш би се согласиле бугарите да бидат дел од уставот? Не, јас не знам дали бугарите ќе се согласат или нема да се согласат. Не, вие дали би се согласиле? Ама ние сме го кажале нашиот став. Ако еве тие поврзано го тргнат договорот за добрососедство од преговарачката рамка, некако. Па нека, ако се тргне договорот до преговарачката рамка, ние имаме отворен пат, немаме потреба за било каков друг интервенционизам. Сега кога ја отворивте темата за промена во уставот, и тука треба да ги разграничиме работите, затоа што не смееме да ја испуштиме суштината. Едно е да биде дел од бугарскиот народ во преамбулата, Така. а друго е да биде дел од Комитетот за меѓуетнички односи. Тоа се сосема две различни... Со посебни права. Да. И сега, видете, ако вие барате од мене нешто, еве во случајов за вториот дел не ни сакам да разговарам во моментот, зборувам за делот од преамбулата. Истовремено треба да сте подготвени и да дадете нешто. Така. Ако вие не сте подготвени, сега зборувам од името на бугарските политичари, барем неколку од оние пресуди на Судот за човекови права во Страсбур за правата на македонската заедница во Бугарија, зборувам за нивното културно организирање и така натаму, не зборувам за не знам што вклучување во устав, тогаш како мене ќе ме убедите дека вие имате добра намера? Како вие мене ќе ме убедите дека тоа што не го барате
е во рамките на тоа што вие го заслужувате. И впрочем, од каде потекна идејата за вклучување на дел од бугарскиот народ, оние 762 кои што на последниот попис се декларирале дека го користат бугарскиот јазик? Тука имаме контрадикторни информации. Не, тоа е бројка екзактна. Не, контрадикторни од каде потекна идејата. Суштината е следна. Дали ја кажал Христијан, Петко, Трајко, Станко, небитно, не зборам за персонално од каде потекнува. Ако е суштината дека мотивот за тоа е некаква дискриминација, немање човекови права и така натаму, тогаш видете сега што се случува во реалноста. Имате 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург за македонската земница во Бугарија и 0 за бугарската земница во Македонија. Кој е тука дискриминиран и чии човекови права не се почитуваат? Ајде ова да го заокружиме. Да заклучам. Ние бараме она кое што легални европски институции, кои што впрочем според новата методологија, чии што мислење, како што се Венецијанска комисија, Советот на Европа и така натаму, се дел од процесот на преговори. Нивните одлуки да бидат имплементирани. Ние не бараме ништо повеќе. Да видиме дека постои добра волја од таа страна. Инаку да, се слагам со вас. Дури и да се стават бугарите да бидат дел од преамбулата. Дури и тоа да се случи. Дури да се случи ова што ние го бараме 2, 3, 4, 5, 6 пресуди од Судот за човекови права. Дури се тоа да се затвори, да добиеме гаранции за идентитетот. Повторно, протоколот кој што го потпиша Бујар Османи и билатералниот договор кој што е дел од преговарачката рамка кој што го прифати оваа влада се опасност во иднина за дополнителни пречки, дополнително вето, дополнителен идентитетски и историски интервенционизм. Добре, еве вака да го заокружиме ова, имате ли сигнали за некакви гаранции од Бугарија или од Брисел? Немаме никакви сигнали. ВМРО ДПМН е опозиција и ВМРО ДПМН не е во институциите. ВМРО ДПМН не може да влезе сега во процес на решавање и промена на устав, бидејќи ВМРО ДПМН од самиот старт кажува дека ние не бевме дел од создавањето на проблемот. И да, ВМРО ДПМН е свесна дека проблемот е тука на маса и дека треба да се решава ако сакаме, а сите сакаме, најголемиот дел од граѓаните, 70-80%, Македонија да биде во рамките на Европската унија. Да, може 10 години не се случи потвора да не мрднеме никаде. Може и 50. Добро. Може и никогаш да не бидеме земја членка. Но кој нас ни гарантира, ако ова го направиме, дека ќе бидеме земја членка? Кој дојде овдека да ни каже дека ни гарантира? Напротив, дојде многумина да ни каже дека не ни гарантира. Така што тоа е тривијална дилема. Дали на тој начин ние ќе бидеме 10, 20, 50 или никогаш нема? Турција 40 години преговара. Кој гарантира, еве на многу помокни економски побројна држава, дека еден ден ќе биде таму. Еве ги Црна Гора и Србија се по 12-13 години. А имаше држави кои што и за 4 години влегува. Добре, еве се известно е дека ќе се оди на избори, дали предвремени или ќе се чека летото. Изет Меджити, кој се оддели од ДУИ, во ова студио рече дека коалиција е можна само со тие што ќе поддржат уставни измени. Тој е во друштво сега на другите албански опозицијски лидери, кои пак не почетуваат ниту химна, ниту пак знаме. Мислите да коалицирате со овакви луѓе? Нашата коалиција е со народот. И тоа е многу важно. Кога ВМРО ДПМН ќе ги заврши изборите, врз основа на бројката која што ќе ја добие и бројот на пратеници кои што ќе ги освои, тогаш веќе можеме да зборуваме за коалицијски потенцијал. Секоја дилема однапред која што ја поставаме, без притоа да имаме јасни мегници, ние не можеме да бидеме сигурни што ќе се случи. Затоа што ако ние однапред сега нешто предпоставуваме, овој ќе коалицирал со тој, овој ќе коалицирал со оној, верувате дека тоа така не. Па ние сме коалицирале со многумина од, ако веќе зборуваме за албанските политичари и функционери, сме ги направиле градоначалници, министри, така натаму и така натаму. Па сега тие отишле во преградките на СДСМ, па некои таму дошле кај нас. Значи тоа е еден процес кој што е цикличен. Нашата цел како ВМРО ДПМН е коалицијата со народот. После тоа ќе седнеме и ќе разговараме и со едни, и со други, и со трети. Но едни кои ги исклучивте, тоа се ДУИ,
Артан Груби веле дека треба да се почитуваат и знамето и химната, па дали со нив сега би коалицирале ако имаат таков став према националните символи? Или дали го смените ставот или не ставте? Па не би сакал да го коментирам господинот кој што го споменавте, бидејќи мислам дека јавноста доволно се изнаслушала и за него, но и од него, и за него поврзано со разноразни контраверзии, но и од него многу националистички пораки кои што во минатото биле прилично радикални и ќе ви кажам и ќе ве потсетам дека недалеку од овде, не една висорамнина, тој ја започна својата политичка кариера со тоа што имаше јасна порака. А пораката знаете која беше. Да. Исклучително националистичка и сега да не го губиме времето за... Да. Сега тој може да се преправа и да кажува вака така, суштината е сосема различна. Ајде малку на она што е друго интересно во моментот што се случува во сите градови низ државата. Дали ВМРО ДПМН ги организира пензионерските протести, како што ве обвинуваат од власта? Министерката во ова студио го обвини. Не, ви благодарам на прашањето. Јас ги замолувам граѓаните да не наседнуваат на ваков тип на политичари кои што во немоќ и политичка, но и претпоставувам интелектуална, се обидуваат да ги навредат луѓето кои што во тие години заслужуваат достоинствен живот, бидејќи целиот свој живот работеле за да во тие пензионерски денови имаат пристоен, нормален, достоинствен живот. Тие не бараат планини, тие не бараат пентхауси, тие не бараат возила од стотици илјади евра. Тие бараат пристоен живот. И од другата страна имате официјално владино лице која што ги убедува дека тие со 20.000 денари ќе може да го поминат месецот. Еве, јас баш би сакал да видам тој истиот владин представник да го помине месецот, но и неколку следни месеци, бидејќи претпоставувам има голема залеха позади себе оставено, со 20.000 денари месечно. Мојот заклучок е дека најголемиот историски противник на пензионерите е токму оваа влада на СДСМ и ДУИ. Тој е непријателот. Го поддржувате ли ова барање 3500 денари? Министерката рече дека 220 милиони евра би било трошокот на буџетот што не може да го издржи. Па еве погледајте ги експертите што кажа. Мислам дека претходно имаше прилог дека владата треба да најде начин тоа да го сервисира. Ако можеше да најде начин за неколку месеци 180 милиони евра да исплати за проект каде што не е буквално закована ниту една шајка, ако можеше минатата година да најави исто така 200 милионска субвенција за фабрика која што требаше да произведува електрични возила, а освен дупката каде што требаше да биде темелот во технолошко-индустријско развојната зона во Тетово нема ништо, тогаш овие луѓе кои што се наши родители, кои што се баби и дедовци на нашите деца, треба многу посериозно да им се посвети и многу посериозно да пристапи кон решавањето на нивните проблеми. Да е Христијан Мицкоски сега премиер, што би им понудил или што би сметал дека е решението за пензионерите? Па прво би седнале и би разговарале и би ги ставиле сите работи на маса, транспарентно и отчетно, за да можеме заеднички да дојдеме до заклучок. Но ова денеска што се случува, видете, не е денес за утре барање од страна на пензионерите. Ке ве потсетам во минатото. Имаше методологија на раст на пензиите. После неколку месеци или мислам дека после првата година, оваа влада на СДСМ и ДУИ, до душа тоа време друг беше председател на владата, направи интервенција во законот и тогаш она линеарно зголемување на пензиите 2 пати годишно по 2 столба. За кој велат дека е неуставно од власта така. Сега ќе дојдеме до тоа, трошоци не велат, тие го вратија назад. Трошоците на живот и растот на просечната плата. Тоа беше порано решението, тие го тргнаа тоа решение и го ставија само едниот столб и тука им скратија многу потенцијален раст на пензиите на пензионерите, за да сега минатата година или почетокот на оваа го вратат старото решение каде што според пондер расте и според трошоците на живот и според просечната плата. И ја слушаме истата оваа министерка, имав можност пред некој ден, кај што вика, сега ова решение им обезбедува на пензионерите квалитетен раст системско решение. А истото тоа постоеше претходно кој што тие го сменија, па потоа ова го именува некое швајцарско решение, некое такво.
чудни некои алатки користат, дури мислам дека се избунувачки, тој исчезна најнаш, бидејќи тоа е она исто решение кое што владата на ВМРО ДПМН го донесе со закон. Но и неколку пати во текот на мандатот линеарно се зголемува по 1000, по 1500, 2000 денари пензиите. Така што проблемот, сакам да кажам, сега кој што е настанат, не е проблем инстант. Тоа е проблем кој што изминативе 3, 4, 5 години се таложи. И затоа овие луѓе мора да најдеме начин како политичари, без разлика дали сме власт или опозиција, да се обединиме и да им помогнеме да им овозможиме достоинствен пензионерски живот. Да. Еве за крај една од забелешките и на пензионерите, на секој пензионер, но еве и на институтот, односно на експертите, е платите на функционерите, оние зголемени за 78%, да се вратат на претходно ниво. Власта не поднесе предлог закон, зошто ВМРО ДПМН не презема иницијатива во собранието да се вратат со предлог закон да се вратат? Сме го коментирали и тоа многу пати во минатото искуството, веле дека секогаш кога ќе се поднесе било каква иницијатива од страна на опозицијата, најбрилјантна да е, таа се одбива. Најбрилјантна да е. Не е проблем ВМРО ДПМН или опозицијата да поднесе закон. Но јас би бил попрактичен. Ке биде одбиен тој. Но да бидам попрактичен. За неколку месеци од денеска ќе имаме друга влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН. Ќе предложите? Апсолутно да. Апсолутно да. Апсолутно да. Добро, еве го ветувањето. Да. Ви благодарам што бевте гостин во тема на денот во Централниот дневник на Сител. Ви благодарам на можноста, се надевам го задржавме вниманието на вашите гледачи. Ќе покаже редникот. Благодарам.